Охриѓани овој пат место протестен марш се решија своето незадоволство од прифаќањето на тиранската платформа да го изразат со една регата со бродови и кајчиња. До мене се тука и дел од иницијаторите на оваа иницијатива за заедничка Македонија. Прво ќе почнам со мојот прв соговорник, тоа е охридскиот актер Горан Стојановски. Господин Стојановски, денеска на еден невообичаен начин охриѓани решија да го изразат својот револт против одлуката на СДСМ и албанските партии за уведување двојазичност. Верувајте, ништо не е невообичаено во овој момент. Во овој момент највообичаено и она што најдобро се случува во Република Македонија е вистинска свест за нашата држава. Тоа чувство на заедништво што сега се раѓа, мислам дека е сериозно добитна комбинација за нашата држава. Не може да се подметнуваат работи народот кој ги негира. Ме разбирате? Тоа е целата работа. Значи народот не сме да биде изигран и нема да биде изигран толку од мене. Председателски благодарам. Иван, тоа беше актерот Горан Стојановски, до мене и режисерот Борис Дамовски. Господине Дамовски, денеска сте во Охрид, од каде ќе испратите уште еднаш пораката за зачувување на унитарноста на Македонија. Пораката е дека народот знае да се зачува државата. Ние имаме стража од 150.000 луѓе низ цела Македонија секој ден. Денеска сме тука да ги повераме малце и водите македонски и да продолжиме со нашите барања и со нашата упорност да дочуваме тоа што ни е оставено. Благодарам. Иван, до мене и Богдан Илиевски. Богдан, ти од Охрид си, се врати тука во Охрид, ти беше иницијатор кој што ја почна ова иницијатива заедно со господинот Дамовски. Дали ќе продолжат ваквите протестни маршеви и протестните маршеви и ваквите иницијативи и до кога ќе траат тие? Ќе траат се додека треба. Се разбира дека ќе продолжат, има тенденција да зголемуваат, да растат, значи дека сме на правиот пат. Повеќе од 150.000 луѓе секој ден да излегуваат на улица без никаква задршка да си го кажат она што го чувствуваат, односно да кажат дека се разбудени, дека веќе им е доста од тоа да слушаат, дека е време сега ние да зборуваме, а другите да не слушаат, се одличен показател дека искрената мисла со која трнавме ние на овој пат не само што нема да згасне, него и ќе се распламти уште повеќе. Тоа беа изјавите на пораките од иницијаторите на иницијативата за заедничка Македонија. Како што можевте да видите позади нас, има голем број на пловни објекти кои што се вклучија во денешната регата, со која што се изразува незадоволството од одлуката на ДУИ и СДСМ за воведување на двојазичност на целата територија на Македонија и рушење на унитарниот карактер.